Сигурно сте се запрашале што ли да правите со вапсаното јајце од минатата година, кое стое цела година дигнато во фрижидер. Но според обичајот на кој старите и денеска се сеќаваат, е дека јајцето во следната година треба да се фрли во река или да се закопа во градина. Некои го нарекуваат чувар куќа, некои господово јајце, ама и едниот и другиот назив сепак го доведува фактот дека јајцето има голема моќ. Според верувањата на стариот македонец, јајцето треба да се чува затоа што има голема символика, а имено Господ Бог да ја штити куќата од секакви зли сили и непогоди. Со закупувањето на старото, а вапсувањето на новото, се символизира возновувањето на оваа символика, која има длабоки корени во македонската традиција. И денес на терен граѓаните согласни дека традицијата се запазува и пренесува на новите генерации. Јас имам слушано по вода се пушта, па не знам. Во река се фали. Чувар куќа што го викат. Фрлеш? Да. Ново си ќе си ставиш чуварот, тоа се фала. Не знам. Да. А па викат дека се закопа во земја некаде, дека дрво ли што немам поима. Така ли го практикуват и вие? Па ланското да ставие го во земја. Па имаме таму пред куќата, знаеш како нешто, едно цвеќе така зелено, и го таму ставаме. Таму па никој ни газе, ништо, мислам дека... Воглавно трите јајца се вапсуваат во четврток, а токму првото е она за кој денеска создава дилема. Истото повеќето го нарекуваат господово јајце. Тоа е нели првото јајце за Исус, за Господ. Во согласно со ситуацијата, според верувањата кога се бојадисува ново јајце, старото се пушта низ река со цел водата да го однесе злото, болестите и целата несреќа, која ова јајце цела година ги има собирано наместо домашните. Други обичаи велат дека ланското великденско јајце треба да се закопа во земја, а пожелно е во близина да има и насадено цвеќе. Се верува дека тоа е полно со негативна енергија и не треба понатаму да го чувате во домот.